писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Македонците ке не снемало бе. Па сите мужи македонци ке се залюбали ова турциви и македонки веќе останале неебани и оп нема продолжување на врстата. Значи нема македонци. Иако верувам дека македонките многу брзо ќе се снашле ако мажеви им се педерчеле, ама добро. И така јас стојам, нели, гледам во Ханс и во Хасан, овие гледаат у мене, нешто чијукаат, и јас сега не знам кого да одберам. Викам, шо да правам? Викам, ќе ги погледам у кондурите. Пошто бројот на кондурите никад не лаже. Слушајте педер што ќе ви каже. Колку поголем број кондури носи мажот, толку му е поголем. Мислам сега, немојте мене да ме гледате сите у кондури. Овие ми се мали. 3 броја помали. Да. Машала, господине. Честитки. Не ги кри сега кондури, пушти. Мислам, големината не е битна. Најбитна е. И така ја, нели, стојам и го гледам овој Хансу кондури и шо да видам? Број 52. Абе, сум подголтнал. И викам, чекај да пружам рука, барем да им честитам 2 февруари, нели? И пружам рука и викам, ајде па, нека ви е честито, да си се венчате, да си народите многу дечиња, успех, среќа во животот. А овој Ханс ме гледа онака бело и ми вели, Ich nicht verstehen, aber danke meine Schatz. Што у превод би дошло, ич кур ништо не те разбирам, ама фала маченце. А ја му викам, не е важно бе што не ме разбираш, битно ние да си се дружиме, да сме заедно, како викаат, Unite Europe. Абе ја многу ја сакам Европа, пошто све што кај неа беше добро, нас ни го дадоа бесплатно, еве како на пример педерисување во што ни го дадоа. Ја така со Ханс овој си очијукам цело време, али го гледам овој Хасан, ме гледа со тоа неговиот љубоморен поглед, абе крв ме гледа, се си мислам у секој момент ќе го извади тоа јатаганот и ќе почне да вика Хасан сече. Ама он место да го извади тоа јатаганот, он вака ми пружи тоа рачето како лопата големо и ми вика Ѓузелим, нереден сен. Што у превод би дошло од кај си лепотане. И ја вака му се пулам како пејачов Ѓоко Танески и му велам I'm a Macedonische, but I'm not fish. Ich bin Kire, ich bin Bananenmann. Леле, луѓе, која се озари на тоа овој Хасан, вика, ја, Bananenmann, ich habe süße Gase für Bananen, ich habe süße Gase für macedonische Bananen. И така среќен се качи на оваа сценава, тоа ја сопре музиката, го зема тоа микрофонот и им се обрати на 3000 мужи на чист германски јазик со акцент као долина на волците. Ibneler, Burgschom, bizimle beraber Makedonijadan gelen küre Bananenmender. Што у превод би дошло, топли браќа, добро вечер, вечерва со нас е Кире Бананамен од Македонија. И продолжи, вика, денеска во Македонија е голем државен празник, затоа да станеме сите, да му го честитаме празникот на Кире и на сите македонци, каде и да се. Луѓе, у тој момент кога стана овие 3000 луѓе како едно грло, кога викна Happy 2. Februar, Dear Macedonian! И ја тогаш уствари сватив дека германциве немаат појма што е тоа 2 февруари. Ама да ви кажам, милина ми беше на срцева, зашто кога ни го честитаа празников, ни го честитаа со уставното име, а не она со она педерско на фиром. Арно, ама носталгија почна да ме пука.
Сакав да си се вратам дома меѓу своите, да ја видам мама, тато. И кога дојдов дома, све беше супер, пред врата дојдов не дома, зашто татко ми не сакаше да ме пушти внатре. Джабе мајка ми му збореше, он не кеше да чуе. Јас сега, за да му докажам на татко ми дека можам да бидам голем маж, без разлика на тоа што го примам од позади, што направив? Се вработив у полиција. Јако баба ми која бев мал, вака ми викаше: Кире, учиш школу да работиш у канцеларiju. Ако не учиш школу, ќе будеш жандар. Само за жандар не траже школу. И куче од улицу да го однесеш у полицију, вуче ќе стане. Ама ја не ја послушав, отидов у полиција. Луѓе, како ми стоела таа униформата, кој ќе сум излегол на улица, сите по мене се вртеле. Додуше ја малку врцкав со газето, ама тоа од навика. Толку ја сакав униформата, што дури сакав да иставам и розови еполети и копчиња, али не кев да провоцирам од почеток. Ама морам да ви признам, леле пендракот колку сум го сакал. Од раце не сум го испуштал. Дури си го ставав подпирница за време на спиење, она имаш тврдо на подпирница, али ти додека спиеш не знаеш дека е пендрак. И морам да ви признам, само еднаш сум го употребил у року служба. Имаше еден манијак што ги плашеше девојчињата умало, јас сум го бркал и кога сум го фатил, за пола саат со тоа пендракот сум го преваспитал. После плашеше само мушки. И така ја го земав пендракот после употребата и го однесов на хемиско и таа што работи тамо ми вика: вика, господине полицај, следниот пат барем после интервенцијата стави или пред интервенцијата ставете му кондом. И добро сега. Арнама овие старшиниве разбраа како сум го преваспитал јас овој манијаков и ме пребација, ме однесоа во Увидна. Леле, во Увидна колку има луѓе тамо живот, колку се богати полицајците што работат у Увидна. Ја прво мислев дека они приватизирале некоја раскрсница за евро, ама после сватив што е штосот. Седам ја така еден ден у тоа Крајслер со колегата и лижеме сладолед на стапче. Кога сум со тој колега, многу лижеме и се такмичиме кој побрзо го излиже, тој искача надвор и лепи казни, значи негова смена. Али пазете, не смееш да грицкаш, само лижеш. И така ние лижеме сладолед и у тој момент гледам една нова Тојота застанува на црвено светло. И у тој момент еден тип на точак изгуби контрола на воланот и со сета сила се бапна оваа Тојотава. Овој колегава срипа, ги извади тоа гаките од испотениот гъс, тргна кон овој несреќава удесов, ја тргна веднаш по него и како дојдовме до колава, овој возач што беше на Тојотава, еден целиот така бланширан, излезе од Тојотата и почна да му се дере на овој што го удри со точакот. Па гледаш ли каде возиш наркоманиште едно джанкерско? Па нели гледаш колку васпитано си стојам овде на семафор со чичка нова кола и ти се најде да ми ја демолираш шабанарио една селјачка. Па вчера татко ми ја купи да ме почасти за отварањето на мојот нов салон и ти се најде тука да ми ја удираш мастурбанту еден дркаджиски. Па имаш ли ти уопште можност да ме обештетиш бе шупак еден издрндан? А на тоа овој дечково го гледа онака спокоен, мртов ладен и му вика: баце, добра кола се купуе, али добар дечко у Скопје тешко се наоѓа. А нас двајца судбината као да не спои. Судбината како да сакаше да ти го бапнам аутото. И на тоа овој бланшираниот смени израз на лице, смени овој боја на глас и му вика: леле брате, каде те удрив, многу да не те боли, ај кажи ми каде те боли, на кое место те боли? А овој му вика: баце, има едно место што ме боли, ама треба да го бубиш за да помине. И на тоа се фатија двајцава за рука, си влега у колата, а мене она милина околу срце, затоа што тогаш сватив дека сепак постои љубов на прв поглед. Али овој колегава мој не ја свати таа работа, се изнервира и вика: чекајте бе, застанете, а за Увидов кој ќе плати? И тогаш овој бланшираниот извади 500 евра, ги фрли кон нас и стисна на газ. И тогаш ја уствари сватив зашо полицајците во Увидна живеат толку добро и сватив уште една работа, дека не е лошо да си фатиш добар дечко. Арно, ама
Татко ми исто како и баба ми не се импресионираше нешто што ја сум се вработил у полиција. Ја што направив? Викам, морам да влезам дома, ој не ме пушта дома. И што направив ја? Отидов во армија. У армија е супер, све мужи, тоа сите униформи исто. А и пошто ја многу сакам да работам со мужи униформи, нели, многу брзо напредував и набрзо станав аѓутант на еден наш познат македонски генерал. И мојата прва голема задача беше НАТО самитот во Букурешт. Идеме тамо в Букурешт, тоа генералската сала, влегувам внатре, све генерали околу тебе. И ми доаѓа еден така височок плав со плави брчиња, ми пружа рука и ми се представува и вика Удо Педерсен, down Denmark. Ја викам, леле, Удо, шубаво име имаш. А он онака се разгали на тоа, се подмоче на комплиментот и вика, ние вас ве сакаме во НАТО, вие треба да ни влезите, само прво треба тепате и Iraqi people. Викам, ако треба ќе тепаме и марсовци, само да ми влеземе. И ја така очиукам со овој Педерсен генералов и у тој момент у муабетов ни упаѓа овој грчкиов генерал Марсимудис, уништувач на забави еден. И му вика на овој генералов, му вика, охи, my friend Педерсен, охи, фирам not in НАТО, охи, шобе, му викам, охи, да те изгори свињо дебела. И на тоа овој многу се изнервира и почна да вика,